Зоран Витанов, предприемач, бизнисмен со богато политичка позадина во своето портфолио, бевте и министер, ако не се лажам, заменик министер во една од претходните влади, повторно во допир со економијата. Она за што ве повикав во емисијата Отворено студио на телевизија Нова, всушност е еден кој што е всушност еден осврт на она што се случува сега на политичко-општествениот живот под форма, да речеме, тоа се законот за јазици и решавање на името, договорот со Бугарија, многу политички конфузни моменти во општеството, кои што пак влијаат врз економскиот живот. Реално гледано, без ракавици, поминаа повеќе од година и 3 месеци од парламентарните избори. Поминаа околу 8 месеци од формирањето на новата влада. Поминаа 3 месеци од локалните избори, а на економско поле ние не видовме ништо. Како сите овие моменти влијаат на бизнисот внатре во Македонија? Па добро, ништо не, јас нема да кажам ново или изненадувачки, ако кажам дека не влијаат позитивно. Политиката по дефиниција постои за да биде слуга на економијата. За жал во Македонија не е тоа сега последните 2-3 години, туку од кога е самостојна Македонија, економијата е слуга на политиката. И сега кога политиката плюс на згора на тоа е и несмасна, па влегува во некои други конфузни зони, нормално дека може само уште повеќе да ја интензивира негативната атмосфера во економијата. И тоа е така. Економијата трпи. Економијата многу трпи, особено со последните случувања, уште повеќе трпи. Тоа мислам дека не постои разумен човек во државата без оглед од која провиненција е, што нема да ви го потврди истото ако е искрен. Може ли да направиме една споредба? Претходно немаше зафати за решавање на разликите со Грција. Имаше таква отвореност кон евроатлантските интеграции, но некако бевме сведоци дали беа тоа пиар моменти или имаше реално влез на странски капитал, на отворање на работни места? По мене беа пиар моменти, зашто ти влегува само тие... Факт е дека влезе странски капитал, но влезе странски капитал само во договор со владата. Мораме ние да разликуваме договорна економија и пазарна економија. Јас не видов влез на странски капитал како состојба, нели, како феномен во економијата, кој што влегува на чисто пазарни конкурентски услови. Влегува заради привилегиите што ги даваше владата за да ги привлече. За мене владата не треба директно да се меша во преговори со стопанствениците и со привлекување на странски капитал. Владата е должна само да створи амбиент, да створи услов. А економијата самата ќе си го најде патот. Дали во овие пак години нешто има влез на странски капитал? Не, во овие години исто така не. Се повторно, има пиар, нема пиар или нема на што да се направи пиар? Кажал аз тоа и порано, капиталот е плашлив елен. Тоа сум го зборал веќе 20 години го зборам исто. Кога нешто нема амбиент, кога кај што има ловџи, кај што се пука, нели, не зборам за војни, зборам за кај што судството е недефинирано, кај што имаме дефиниции на вакво судство, онакво судство, не ќам да употребувам, нели, етикети кои што беа кажувани, кај што немаш гарант на собственоста, кај што немаш политички амбиент, кај што во законодавниот дом влегуваат луѓе кои што носат закони кои што се неуставни и така натаму, без оглед кои се политичките гарнитури, нормално е дека капиталот кој што сака пазарни услови и гарант на собственоста нема да влезе. Да дефинираме една работа. Судството во Македонија и судството во сите политички системи на планетата постои за да ја гарантира собственоста. Тоа е основното постоење на судовите, гарант на собственост. Ние кога имаме такво теледелегирано партиско судство, кој капитал ќе дојде? Скоро на тоа имаме несигурен политички амбиент и внатре во државата, и по однос кон соседите, и геостратешко недефинирање на државата. НАТО, други алтернативи и така натаму. Во такви услови не можете вие да очекувате, освен тој кој што е роден овде, кој што живее овде, кој што корените му се овде и кој што мора овде да делува економски и стопанствено, не очекувате од странство ние да привлекуваме странски инвестиции. Ако добро ве разбрав, значи вие велите дека од власта се очекуваше во овие години и 3 месеци да направи реформи кои што ќе бидат во насока на правниот систем за обезбедување да може добро да се создаде атмосфера, да може да има, да се привлекуваат инвестиции и внатрешни и надворешни. Сега се носи закон за јазици. Значи доаѓаме до нешто што прави повторно конфликтност во општеството
Да. И сами спомнавте уставно законски решенија кои што веројатно на тоа се однесуваше. Меѓу другото и на тоа. Најголемата, да. Јас сега не сум правник, ама ги слушам експертите дека Така. добар дел од експертите кажуваат дека е неуставно. Мојата логика зборува дека исто е неуставно. Прашањето ми е, колку едно вакво законско решение, односно една двојазичност би влијаела позитивно или негативно врз Економијата? Економијата. Многу негативно. Затоа што до сега го имавме рамковниот кој што, нели, имаше едно затворење на рамковниот договор во однос на, нели, употребата на јазиците, колку тоа влијаеше врз развој на економијата. Па не влијаеше врз развој. Се што е оптеретување финансиско, пазите, ајде да ги разгледаме сите сериозни држави во светот, сериозните економии. Дали они одат кон унифицирање или кон диверсификација на јазиците во таа држава? Па економијата секогаш оди на унифицирање. Секогаш оди на поедноставување на постапките. Владата по дефиниција треба да постои да ги поедностави комуникацијските односи во релациите во економиите. Ние со тоа ги поедноставуваме или ги комплицираме? Не знам, вие кажете. Па ги комплицираме екстремно. И тоа станува многу скапо. А кој го плаќа тоа? Економијата. И од каде пари? Сега и онака имаме гломазна администрација, сега ќе има уште погломазна. Ние ствараме виртуелни проблеми, ние сме племенски дефинирани како општество во моментот, каде што и интра и интерплеменски сакаме меѓусебно сите да сме испокарани, раководени од дефиницијата раздели па владеи. И измислуваме виртуелни проблеми кои што немаат блага врска со економија. Сакате најдиректно. Поим нема Али Ахмети од економија. И бидејќи он тоа го знае дека е така, измислува проблеми, ги дефокусира албанците во Македонија на тотално виртуелни проблеми, за да не покаже дека не знае економија. Но од друга страна, самите албанци го нарекуваат тендербек, не го нарекуваат други. Добро, Али Ахмети може би посакувал некое такво решение каде што ќе исплива над економските прашања кои што можеби не му се фака, како што вие оценувате. Но од друга страна имаме премиер кој што бил бизнисмен. Имаме вице-премиер. За кој премиер зборите? Зборам за оној што е премиер, председател на владата во Република Македонија. Ама и претходниот беше во бизнисот, беше брокер, беше сам се дефинираше како економски технократ. Така. А и двајцата беа со Ахмети. Така. А нашиот народ вика со кој си таков си. Добро, имаме вице-премиер. Зборам нови. Дозволете. Нова апелот не е до нив. Со така. Кој си таков си. Точка. Апелот е до свесните граѓани кои што се уште размислуваат за сопствената иднина, а се уште не ја донесува одлуката да се одселат од овој неекономски амбиент, да се свестат кого бират. Се додека во Република Македонија не владеат луѓе чии што фокус ќе го стават на економијата, а владеат луѓе чии што фокус го стават на така наречените национални, а јас велам националистичко, шовинистичко, фашистички интереси, ние не можеме да очекуваме дека економијата ќе дојде до приоритет. Од економијата не разбира никаква друга припадност освен компетенција. Економијата луѓето не ги двои по припадности. Дали се религиозни, дали се етнички, дали се полови, дали се старосни, дали се територијални. Економијата луѓето ги двои по компетенции. Кажете ми вие, луѓето кои што сега владеат, дали се обкружени со компетентни луѓе или со така наречени наши луѓе? Кажете ми дали ние директорите што ги менуваме, што се на извршни позиции, министрите, ги поставуваме затоа што се компетентни или затоа што се наши или нивни? Тоа е одговорот зашто Македонија нема економија. Добро, во случајот економијата Всушност, не тоа е дека причината не е зашто јас ја напуштив политиката, ако сакате. Кога видов дека во политиката критериумот припадност го надминува критериумот компетенции, секој што чувства компетентен, и сега извинете на самодовербата и на ароганцијата, меѓутоа и јас се чувствувам компетентен, ја напуштив политиката каде што погрешни луѓе по припадности носат одлуки за еднината на моето семејство и на моите пријатели и моите блиски. И одлучив буквално сам во економијата на интернационална ниво да се ја земам работа во своји раце. И тоа го што вие го предлагам на кажувате сите. се коси со она што кај нас стана дел од уставот, рамковниот договор, процентуалната застапеност. Па јас сад кај сте видели дека јас го оправдав рамковниот договор. Изваете ми една моја изјава и тогаш бев во политиката. И ви како политичар, како заменик министер, како пратеник, изваете ми една изјава кај што го одобрувам рамковниот договор. Во принцип, се што се става приоритет на припадност, на квантум, а не на квалитет. Рамковниот договор се базира на квантитет, а не на квалитет.
Економијата тие рамки не ги позна. Предприемачите немат рамки. А вие викате рамковен договор. Знаете кој влегува во рамка? Нормалниот. Знаеш кој е нормален? Тој што работи на норма. А кој работи на норма? Тој што не е компетентен. Ја зошто он тоа го прифаќа? Против тоа бара излез свесен дека е некомпетентен и сака некаде да се присламчи за да биде на нечии терет. Предприемачите не прифаќаат рамки, не прифаќаат лимити. Предприемачите барат слобода. Либертаријанци се предприемачите. Тоа фали во Република Македонија. Слободумните луѓе напуштаа државата, не ли гледаат? Порано во претходниот систем до 89-та некомпетентните ја напуштаа државата. Сега компетентните ја напуштаат државата. Зошто? Па англичаните уште пред 300 години кажале, дојдоа дивите, ги избркаа питомите. Прашање на македонците, кога вика македонци не мислам на етнички, на државјаните на Република Македонија, е дали сакат држава во која што питомите ќе владеат или сакат држава во која што дивите ќе владеат. Ево уште едно да ви кажам, каква економија вие сакате, кога луѓе кои што се уште имат крв под ноктите од 2001 се на најодговорни извршни позиции, се најголеми репрезенти на власта во Република Македонија. Во законодавниот дом ни се има министри кои што се уште имаат крв под ноктите. И каков резултат очекувате вие од тие луѓе? Се прашуваме зошто не е воздухот загаден во Македонија? Па кој е министр за екологија? Кои се референците на овој министр за економија? Освен што затворил цел еден град, вентилите му ги запрел за да нема вода, што друго во врска со екологијата има направено тој човек? Ама компетенциите не се битни, туку припадност. Зборите за економија? Во каква економија сакате вие да живеете кога такви луѓе ви се на власт? А зошто се правиме на доветни сите? Зошто не си кажеме и да се погледнеме во очи дека ние како народ испадна дека не сакаме да се бориме против криминалот и да не сме компетентни. Туку сакаме тие криминалци да ги тргнеме и тие некомпетентни, за ние како некомпетентни да бидеме во криминалот. Ние не се бориме против криминалот, ние се бориме против нивната банда за да дојде нашата банда. И тоа граѓаните на Македонија додека не го сватат. Македонија не може да разговара за економија. Сите овие проблеми очигледно дека сакаат да се надминат со некакви онаа кованица евроатлантски интеграции, иако се два посебни процеси. НАТО и Европската Унија. Се вели дека тоа ќе допринесе особено за НАТО. Уште еден учесник во оваа емисија зборуваше дека тоа ќе ги намали тензиите во поделеноста во ова општество, дека ќе гарантира некаква безбедност. Дали тоа ќе ги реши проблемите економски? Дали можеби НАТО ќе донесе и пари и финансии? Па, ајде да смири тензијата. Еве да видиме што се случи со земјите кои што влегува во НАТО. Не сум против НАТО од една проста причина, што на нас не треба безбедност. Живееме во Балканот. Штом си во срцето на Балканот, основно е да се обезбеди. И тоа е еден од основните, најосновните постулати за економски амбиент. Но од друга страна, ајде да видиме сега НАТО, дали ни поставува услови за да влеземе во НАТО. И дали тие услови се однесуваат на економскиот амбиент, на судството, на здравството, на социјални критериуми, на критериуми кои што подобруваат квалитет на живот или на виртуелни проблеми, проблемите со името. Ако сега гледаме дека НАТО ирационални проблеми ни поставува, тогаш јас ова го гледам како адаптација, НАТО го гледаме како риба која што гледа црвче, но не гледа дека позади црвчето има јадица. Затоа што ние ако влеземе во НАТО, обезличени, уште повеќе ќе се направи неекономски конфликтен амбиент во Република Македонија. Затоа што доминантното, уставотворното население во Република Македонија, македонците ќе бидат незадоволни со компромисот кој што се бара од нив. Затоа јас кажам, ние во принцип не треба да ги гледаме критериумите кои што не се однесуваат на компетенција и економија. И само од себе работата ќе се среди. Оти не е идејата ние да влеземе во Европа. Идејата е ние да ја направиме Македонија по критериумите, позитивните критериуми, оти Европа не е идеална, кои што ги има. Еве да земеме една Норвешка. Знаете дека Норвешка не е членка на Европска унија? Што и фали на Норвешка со тоа што не е членка? Знаете кој кого моли да влезе Норвешка во Европска унија? Дали Норвешка ја моли Европа или Европа ја моли Норвешка? Мислам дека е далеко од според, да се споредува Македонија со Норвешка. А знаете ли зошто? Затоа што во Норвешка никој не гледа припадности, туку гледаат компетенции. Само тоа е разликата помеѓу Македонија и Норвешка. Друга разлика нема. Ова што се случува во економијата на Норвешка е последица на критериумите на вредност. Ние ги изгубивме критериумите на вредност. На нас фактор во парламентот се уште ни е Амди Бајрам,
директно го посочувам, нека се наљути кој сака, тој е човек кој што ниту разбира политички систем, ниту е чесен. Од Идризово, значи од парламентот иде до Идризово, од Идризово пак дојде во парламент. Се смени тој таму нешто? Идризова институција за ресоциализација? Не. Зошто не си ја кажувам отворено? Председателот на парламентот, пазите, законодавниот дом, парламентот е контрола на извршната власт. Не е човек терорист, кој што пукаше на Република Македонија. А собранието е контролор на извршната власт? Или е По дефиниција исполнувач? не е. Кога го сменивме ние системот на избори, кога го сменивме од комбиниран модел на пропорционален модел, ја суспендиравме моќта на законодавниот дом као контрола на власт. Затоа јас кажам, ние треба системски да ја гледаме работите. Меѓутоа, зошто Македонија западна од таков вртлок? Затоа што ние, во зависност од тоа во која позиција се наоѓаме, така си ги толкуваме законите. Ние не ја слушавме компетентната фела, затоа што се раководевме по тетрапак инстант одлуки. Ако сум опозиција, сум принципиелен. Ако сум на власт, не е битно, правам компромис. Ова патека на кратки стази, заборавивме дека животот е тркало и дека не доведува во парадоксална ситуација и затоа сите ние влеговме во тој вртлок. И апелирам до гласачот на Република Македонија. Секој кој што еднаш сменил став во зависност од тоа во која позиција се наоѓа, избришете го од опциите ваши. Затоа што на крајот на краишта народот ние сепак сме демократски устав, демократска држава и сепак на непосредни демократски избори власта доаѓа. Фала Богу, тоа се уште е така. Меѓутоа слободоумноста на граѓаните ја нема, затоа што граѓаните за многу испадна дека и граѓаните им се наметна овој мајндсет политички, каде што зависи од тоа за кого навиваат, емотивно носат избор, а не рационално. Па добро, сега кога ги споменувате сите фалинки во државата, тогаш што гледаме дека имаме законодавна, извршна и судска власт, која што е потполно независна, а судската власт ја споменавте во насока на политизирана и партизирана. Ако не е така, еве, дај да полемизираме. Ајде, едно следно прашање. Во контекст со странци, бизнисмени, дел од големи корпорации. Тоа ми е професијата, сум. Тоа ви е професијата, затоа и ве покани. Како тие гледаат на состојбата? Гледаат на нешто што може брзо да се смири, нешто што нема брзо да се смири, или нешто што е во целост излезено од колосек? Па, не е во целост излезено од колосек, само тоа што има такви емисии, значи не е во целост излезено од колосек. Странците во принцип во Македонија сега гледаат закана, не гледаат шанса. Зборам за бизнисмените. За кучињата на војната во Македонија гледаат шанса. И се знаете како е, кого привлекуваш, тој ти доаѓа. Оти странец е многу широк поем. Во моментот Македонија е во таков амбиент што странците кои што се овде се претежно кучиња на војната. Тоа е Казабланка за време на Втора светска војна. Во Казабланка немало инвеститори. Туку сите кучиња на војната биле таму. Македонија и Балканот сега е во таа ситуација. Но од нас зависи ние што зрачиме, тоа ќе привлечеме. Всушност и во Библијата пишува, како е внатре, така е надвор. Ние не зрачиме стабилност, не зрачиме просперитет, не зрачиме прогрес, не зрачиме визионерство, не зрачиме економија, не зрачиме развој. Ние зрачиме кавги, припадности, превари, измами и такви странци привлекуваме. Се зависи од нас, ништо не зависи од светот. Ако ние радикално нешто не се смениме, знаете како вика Ајнштајн, дефиниција на лудило е секој ден да правите едно те исто, а да чекате различен резултат. Не може. Ние 28 години правиме едно те исто. ВМРО, СДС ги менуваме само улогите, нели? Имаме и тука интересни зачини ставаме од околу. Порано беше тоа Џафери, беше Тачи, сега е Ахмети, нели, така натаму. Меѓутоа со исти мајндсет. Тоа е иста игра со различни дресови. И ако нешто радикално не смениме, како може да очекуваме различен резултат? Дефиниција на лудило е секој ден да правиш едно те исто, да очекуваш различен резултат. Значи останавме држава санаториум на крај на тоа свет. Да ве прашам, како за крај, ајде да понудиме решение. Еднаш рековте, решението произлегува од народот. Секој кој што гласачите, меѓутоа до избори има уште многу. Не е многу. Гледаме работа. Македонија е вечна, не се секирате. Македонија е вечна, не е многу. 3 години за Македонија кои што обстојува низ век не се ништо. Очекувате 3 години? Ние ги трпиме. Јас са теоретски зборам. Не знам колку. Опозицијата не ми стои нешто способна за да не трае оваа 3 години.
Баш напротив, опозицијата е крива што ние имаме таков амбиент. 11 години владеја погрешно. Јас бев со нив. 2 години јас бев во парламент, 2006-2008 со нив. Знаете зашто доброволно ги напуштив? Има две причини. Или биле премногу добри, па веќе не треба јас сум таму, или биле премногу лоши, па не сакав да бидам дел од тоа. Еве јавноста нека цени какви биле и какви плодови оставија. 3 години не се многу. Прашањето е дали ние и понатаму ќе бираме турбофолк политичари со инстант песнички кои што траат 3 месеци и што шарени лаги, или ќе бираме класика како Моцарт кој што ево се уште трае. Прашањето е до нас, до гласачите. Не е прашањето до политичарите. Политичарите се последица на начинот на кој што размислува народот. Ние треба да го едуцираме народот. Неколку работи кои што беа ветувани во предизборијата и откако се формираше оваа влада, па да ве прашам дали е реално во овие 3 години. 500 евра минимална плата. Добро. Тоа не е, мислам, реално е. За 3 години од денес тоа може да се направи. Но ако радикално нешто не се смени во политиките, сигурно нема да се направи. Ефтини пари за скапи кредити. Начин на кој што ќе се излезе од должничката криза. И тоа е можно, но како што почна владата со задолжувањата, станува се понеизводливо. Добро, ја очекував малку поголеми одговори да го елаборираме колку е ова нешто што може да држи вода или воопшто. Значи вака, еве да пак ќе кажам. Филозофијата на буџетот, на конструкцијата на овој буџет, по ништо не се разликува од филозофијата на конструкцијата на претходните буџети на претходната влада. И ако нешто ти не смениш, како можеш да очекуваш различен резултат? Затоа ве прашувам, дали е тоа возможно на начин на кој што се тера? Сегашниот премиер јавно кажуваше дека не смее веќе да се толерира задолжување на Македонија. Откако дојде на власт, повеќе од пола милиарда, веќе сега не се сеќавам, од веќе искрено да бидам, толку се разочарував што не ни следам веќе колку се новите задолжувања. Кога е тоа исто, како очекувате различен резултат? Е уште еден податок. 80 километри автопат годишно Република Македонија плаќа само за да ги плати долговите што се доспеани по основ на камати без основицата. Треба повеќе да зборам. А претходната влада што правеше? Задолжуваше за да прави споменици, за да прави виртуелни проблеми, за да прави лажен патриотизам. Ти не си патриот кој ќе се декларираш и се чукаш огради. Ти си патриот кој ќе направиш економија во државата. Тоа е патриотизам. Дома семејство, не си патриот ако со чашка ракија и со шопска збориш за Гоце Делчев, туку си патриот ако на децата им обезбедиш пристоен живот за живење. Ние како да ги заборавивме тие работи. Вториот момент што го споменав во однос на 500 евра. Во ваков амбиент во кој што велите дека нема инвестиции, во кој што велите дека не може да има развој, во кој што се креираат виртуелни проблеми кои што прават судир во општеството, во кој што се комплицира администрацијата, дали е тука има една да друга работа. Зошто јас го имав забораено да ви кажам искрено за 500 евра, само ме подсети дека кампањата течеше тоа нели на. Тоа беше една од така основите која што беше. Меѓутоа, еве зошто сум го заборавил? А зошто еве добар дел од луѓето го памтат? Сакам една порака да упатам до народот. Се додека чекаат друг да им даде плата од 500 евра, никош нема да ги биде. Што се тие, неспособни се? Зошто јас сам да не можам, не нека се праша народ, која вештина има стекната? Притоа, која едукација има направена? Луѓето чекат некој да им ги реши проблемите. Тоа време беше во 1989 и тогаш заврши. Државата тогаш се декларираше дека ќе им ги решава платите, ќе им ги обезбедува на луѓето. Ние како народ одлучивме дека тој систем веќе не ни важи, така? Во услови на конкурентност, ние треба да сме компетентни на пазарот и треба да покажеме која нова вредност умееме ние да ја донесеме на пазарот. Ние еден премиер. Државата презема обврска дека ќе додава пари за оние што сака да нели даде минимална плата повисока од она што е. А кој ќе го плати тоа? Државата презема дека оние што даде. А кој ќе го плати? Кој го плати? И па економијата. А што направи државата за економијата да го може да го плати тоа? Пак имаме прашање на кокошка јајца. Мене не ми е да. Пак е прашањето на кокошка. Ајде вака да ја замолиме ние државата. Нека не ветува владата, која и да е. Нека не ветува такви глупости. Нека ја остави економијата на рад и нека херој на општеството биде предприемачот кој што разговара за профит, а не разговара за поделби,
јазици, за Ова знамења, се дел за виртуелни од проблеми. економските работи кои што се споменуваат додека тече сето ова, нели, како Добро. беше спиралата на поевтинување и сето тоа, ја гледаме спиралата во однос на поскапувањето на енергенсите. Но, еве да речеме, уште еден предлог кој што е сега брзо даден, социјална пензија. Која што Па од каде пари? Дали знаете вие дека фондот... постојано се збореше за фондот дека е оптеретен и дека се нема пари. Јас не знам Сега вие се која нуди. генерација сте, Сега тоа се е интимно нуди. прашање, ама сега јас ќе ви кажам за себе. Мисли дека сме, да. Мојата генерација, јавно го кажувам тоа, јас сум роден 1971 година. Сите што се родени 71 година и помлади, јавно им кажувам, 100 премиери да се сменат во Република Македонија. Нема да дочекат пензија. А не да правиме шарени лаги дека и сите ќе добиваат пензии. Од каде? Знаете дека е неуставно што ние се задолжуваме и што од буџетот го покриваме фондот? Тоа е фонд. Што има врска буџетот со тоа? Тоа е неуставно. Ние кршиме основните човекови права на луѓето што честно си плаќаат данок за тоа што парите од фонд за пензија. Тоа е објективниот фактор, бидејќи демографските услови и механичкиот одлив на население, но и демографскиот конус не ни одговара, а вториот фактор е го раководеше дуи цело време фондот за пензиско. Ај погледнете експертизата и референците на директорите на фондот за пензиско и погледнете што тие направија за таа партија да продолжи и со новата власт да го води фондот за пензиско, освен затоа што е наш човек, а не затоа што е компетентен. А сме му довериле милиарда евра пари да раководи. И извинете, ние сме навистина земја на лудаци. Ние сме тотално ирационални типови кои што не знаат 2 плюс 2 колку е, а не економија да разговараме. И сите ние молчиме и никој не разговара за тоа. Која компетенција има Али Ахмети да фондот за пензиско ние го ставаме у негови раце? Сега да го заокружиме Ајде. овој разговор. Повторно. Се оди кон еден договор со Бугарија кој што многумина го сметаат за сомнителен. Бидејќи од сите овие прашања очигледно дека најмногу фокус се става на дипломатијата и решавањето на евроатлантската интеграција, гледајќи спас во неа за сите овие прашања. Така. Во право сум или не сум? Да, во право сте и тоа јас го поддржам. Дипломатијата треба да биде малце во офензива. Оти Така. Македонија факт е дека остана изолирана. Нема тога што и јас тука го охрабрувам премиерот да продолжи, дури и по цена на благи отстапки. Тоа го оправдувам. Меѓутоа, приоритетот внатре во државата мора да биде економија. А надворешната политика нека ја решава Македонија онакако, значи јас го охрабрувам и со договорот со Бугарија. Ако имаме политиката е вештина на компромиси, нема проблем тоа. Меѓутоа да не забораваме кој ни е приоритетот. Ако ова не го правиме за да обезбедиме економски амбиент, ништо не сме направили. Да ви дам прост пример. Ајде да речеме дека ние ќе направиме идеални договори со Грција, со Бугарија, со Србија и со Албанија. По однос на дипломатски те односи со тие држави, дури нека биде тоа и подстапки на не знам што. Но ако внатре пак наместо компетентни партиски војници ни ја раководат економијата, џабе ние се, знаете што сме направиле? Како индијанците, сме дале суво злато за огледалци. Се, прашањето е, до толку ли сме луди ние? До толку ли тоа не го гледаме? Јас за тоа разговарам. Кои ни се нашите критериуми на вредност? Од не се ќе направиме, се ќе биде супер. Ако пак овде партиски војници ни раководат фондот за пензиско, буџетите сите, Министерство за екологија ни постави партиски Или војници. да го редефинираме како политики кои што се реални и ќе се задираат директно на економијата и ќе внимаваат на економијата, да не бидат сотено погрешни дека само за партиските војници да разговараме. Ама не, пазите, јас воопшто не сакам да разговарам за партиските војници. Ама вие со тоа што вие не сте криви, туку амбиентот ни е таков кој што нормален предприемач не доаѓа до израз заради партиските војници. Ти знаете дека еден обичен бурекчија во Гостивар на 3 места плаќа данок, знаете? Прво мора да има фискална сметка, значи плаќа данок кај што треба да плаќа. Второ, му доаѓа тие што сега на власт, па му викат слушај мора да даеш и за нас. Па трето му доаѓа тие што во опозиција, викат слушај ние не сме сега, ама ако дојдеме, еден ѕид ако постави еден предприемач во Гостивар, еден ѕид, веднаш му доаѓаат тројца данокчии. И ние сакаме таков амбиент или не? Еве јас ве прашам вас, може економски да се развиваме така или не? И има тоа врска за етничката припадност? Никаква. Сите сме во исти кош.
Сите, бидејќи и најмудрата риба, кога е гладна, не ја интересира дали црвекот има јадица или не. Сите ние стрмоглаво одиме кон црвчиња на чие што црвче има јадица. И тоа го правиме веќе 28 години во. Сега да кажете дека и актуелниве проблеми кои што се сега во општеството наметнати се фактички црвот кој што го отменуваме без да видиме големата слика. Апсолутно, јас не живеам во Осло, живеам во Скопје. Освен ако сакаме сите да се правиме на лудничеви, дека не гледаме, дека сега е болje, што вика народ, затоа што сега се нашите, тогаш сите сме за диагноза. И нека бидат сите за диагноза, јас имам еден живот и јас нема да дозволам во илузија да го поминам живот.